На 63-та седница на Советот на општина Битола, покрај дискусијата за кварталниот извештај за извршувањето на буџетот на општината, помеѓу советниците се разви жестока дебата околу предвиденото снимање на документарен филм за развојот на градот од 2005 до 2017 година. Опозицијските советници побараа техничка измена, каде според нив во насловот на филмот зборот развој би требало да стои во наводници. Сакам да потенцирам дека во наводниците би влегле сите достигнувања или недостигнувања на градоначалникот Алевски и ВМРО ДПМН во овие 12 години. Само еден пример, мојата сугестија, се надевам дека ќе ја прифатите, подразбира дека во овој филм, документарен, игран или како сакате наречете го, би влегле и ветувањата на Талевски кои што ги даваше во континуитет и на локалните избори 2009 и 2013, би влегле гасификацијата на општина Битола, топлификацијата на општина Битола, трансформација на централното градско подрачје во пешачка зона со изградба на подземни гаражи и деловни објекти, преадаптација на просторно кај касарната. Од владеачката коалиција порачаа дека се надеваат во филмот да бидат ставени и Македонија, но и двојазичните банкноти, како и претходните протести, кои според нив беа за редефинирање на државата. Во однос на процедурата и во однос на филмот се надевам дека во филмот ќе биде ставено Македонија, протестите за Македонија и протестите за овие пари со кои што го валкавте градот, со овие протестанти кои што се бориве за промена на и редефинирање на државата. Советникот Наташа Петровска истакна дека советниците од владеачката коалиција имаат двојни аршини, во зависност од тоа што е интерес на дневната политика. Предпоставувам, колега, дека во филмот ќе биде и ова приложено. Устав Скопје 2011 година, амандмански измени, каде што на власт беше начело вашиот премиер ВМРО ДПМН. И не знам дали го прочитавте, амандман 5, така, каде што многу јасно стои што е службен јазик во Република Македонија. По тензичната расправа, претседателката Силвана Ангелевска ја прекина седницата, за потоа истата да продолжи со дискусија на точките кои беа поставени на дневниот ред.